Дигиталните алатки и процесот на дигитализација ни овозможија сите ние да ги смениме навиките и да останеме во комуникација. Но во исто време донесоа и нови моменти кои што стануваат на некој начин темна дамка од нашето живење. Сајбер насилството како дел од електронското насилство дојде паралелно со сите оние придобивки кои што ги имаме од дигиталните алатки. Денес за нив зборуваме во ова издание на Приказна. Останете со нас. Интернетот и медиумската онлайн средина во Македонија според официјалните податоци се развиваат брзо и со силно темпо. Според податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечие од 2020 година, 79,9% од домакинствата имале пристап на интернет од дома. Учеството на домакинствата со широкопојасен интернет според типот на населеното место во вкупниот број на домакинства изнесува 87,8%. Во првото тримесечие од 2020 година, од вкупното население на возраст од 15 до 74 години, интернет користеле 81,4%, а 70,9% го користеле секој ден или речиси секој ден. 40,1% од лицата кои кога било употребиле интернет, нарачале, купиле стоки или услуги преку интернет во последните 12 месеци, а повеќето од нив, 36,4%, купиле облека или спортска опрема. Комуницирањето онлайн носи големи придобивки, но покрај добрите страни носи и ризици од кои мора да се заштитиме. Секој може да стане жртва на сајбер силеџиство. Сајбер силеџиство е силеџиство со користење на дигиталните технологии. Може да се одвива на било која од социјалните платформи и медиуми за размена на пораки, платформите за играње и на мобилните телефони. Кога силеџиството се случува онлайн, лицето кое е нападнато се чувствува како да го напаѓаат од секаде, па дури и во домот. Се чувствува како да е заглавен во стапица, од која не може да излезе. The global statistics are that 1 in 3 children report that they have been cyberbullied. And 1 in 5 children in the world have reported that they missed school because they didn't want to go to school because that's where they were the victims of cyberbullying and violence. In North Macedonia, we did a small study. UNICEF did a very small study of about 770 11 to 16-year-olds in primary and secondary school, and 15% reported that they were victims of cyberbullying and violence. That's about 1 in 6 or 7, and that's only those that have been reporting, because one of the problems with global statistics and even local statistics is that people feel ashamed or they don't feel comfortable reporting this. Сајбер силеџиството кај нападнатата личност може да предизвика ментални, емоционални, па дури и физички ефекти. Насилството, булингот е намерно повредување на една личност или група од друго лице или група, каде што има нерамнотежа на моќ. Тоа може да се случи лице в лице или преку сајбер просторот. Се проценува дека 1 од 5 деца на возраст од 11 до 18 години на некој начин биле малтретирани преку електронскиот простор. Ова е поврзано со периодот на адолесценција. Соученици сликале ученик на онлайн час по физичко во едно основно училиште во реонот на Скопје. Фотографиите ги споделиле на социјалните мрежи, користејќи навредливи коментари за својот другар од училишните клупи. За жал, ова не е редок случај на повреда во сајбер просторот. Еве уште еден случај. Сведоштвото на ова дете го пренесуваме анонимно, со цел да го заштитиме неговиот идентитет. Кажи ми како комуницирате со другарчињата, се слушате преку мобилен или се гледате во живо? Баш сега во пандемијава со моите другари повеќе сме преку мобилен, се дружиме така. Дали вашата комуникација е убава? Имате ли некое лошо искуство додека комуницирате преку мобила? Кое ти е тоа неубаво искуство? Пред некое време, двајца мои другари почна да спамаат вулгарни навредливи пораки на мојот Вибер. Само со тебе или имаш и други дечиња? Не, само на мене. И тоа го направи еднаш и потоа престана или траеше извесен временски период? Една недела. Како се чувствуваше ти? Што им одговори ти? Пробував да одговорам,
Но не може бидејќи тие беа двајца, јас еден. Немав шанса да се одбранам од тие работи што ги кажуваа за мене. Например, што кажува? Не сум сигурен да ги спомнам во емисија. Кажи ми, им кажа ли на твоите другарчиња, на некој во училиште, во твоето оделение, на твојот наставник, на педагогот, разговараше ли за да им каже дека тоа не е убаво? Разговарав само со две мои другарчиња кои што многу ми се добри, многу ги знам долго време. Не кажав на други, не кажав. Што се плашеше дека нешто ќе ти се случи? Страх ми беше ако кажам да не откријат двете деца и да продолжат. Кажи ми, не им кажа на твоите родители? Морав да им кажам едно со бајле, кога јас затоа ми поедувавме, мајка ми беше на работа. Тие почнуваат да ми спомнаат многу пораки повторно такви вулгарни и навредливи и татко ми се чудеше зашто телефонот ми добиваше толку нотификации. Јас му кажав зашто и тој мајка ми почна да разговараат за нивните родители. И дали после тоа се смири со твоите другари? Дали после тоа престанаа пораките? Престанаа пораките, да. Со еден од моите другари се смирив кој што разбра дека вистина направил нешто лошо и почна многу да ми се извинува. Многу деца, а и возрасни, не знаат дека ова е електронска форма на насилство. Зборуваме за електронско насилство и вклучително во рамките на електронското насилство за сајбер насилството или како што кај нас е попознат сајбербулингот. Што точно опфаќа ова терминолошки? Интересна тема, интересен концепт кој што навистина треба да завземе што е можно повеќе внимание во медиумите. Јас долго време работам на целиот концепт на насилство, меѓутоа навистина она што со зголемување нели на присутноста на интернет и со зголемување на присутноста на електронските медиуми се повеќе и повеќе се случува, особено сега во време на корона, да веројатно и право пропорционално се зголемува и сајбербулингот и електронското насилство. Нели ако се запрашаме што подразбираме под електронско насилство, веројатно тука имаме голем број на одговори кои што ни доаѓаат како една бура на идеи, меѓутоа првото нешто кое што го карактеризира сајбер насилството е етикетирање на овие на социјалните медиуми, потоа нели злоупотреба на фотографии, злоупотреба на кориснички мејл адреси, омаловажување на лицата, споделување на фотографии кои што нели ние сме ги споделиле можеби со некого, а сега завршила на нечи тук зид и слично. Ова е наведум една, ајде да речам, првична категоризација на тоа што е сајбер насилство. Така, многумина не го препознаваат тоа како насилство и често пати не се свесни дека објавувањето на податоците често пати може да биде влез во сајбер насилството директно или индиректно. Со оглед на тоа дека во моментов се одвива онлайн наставата која што се одвива така како што се одвива заради пандемијата, овој момент е малку поизразен. Имаме истражувања кои што укажуваат дека и учениците, свесно, несвесно, некои поради неинформираност, предизвикуваат и стануваат дел од сајбер насилство. Како родителите да препознаат кога нивното дете станало дел од ваков чин? Така. Значи, родителите имаат клучната улога, не само родителите, нормално и сите оние фактори на социализација, како што се и наставниците, меѓутоа родителите се оние кои што, нели, барем по дефиниција поминуваат најмногу време со своите деца, така што тие се оние првите кои што треба да ги приметат промените кои што настанале и кај детето жртва, меѓутоа и кај детето насилник. Знаете како јас ќе почнам обратно, ќе почнам од она дете кој што го врши насилството, како родителите да приметат дека станува
станува збор за дете кое што е насилно. Многу често тоа децата кои што вршат сајбер насилство, како што споминавте и вие, можеби и не се свесни дека тоа е насилство и тука веројатно и треба да се обрне повеќе внимание и во наставните содржини да се вметнат вакви предметни програми кои што ќе говорат за тоа дека уште од мали нозе ние треба да бидеме свесни за тоа што е насилство, а што не. Именно децата учат по пат на рол модели и многу често несвесно не знаеме и да го повишиме тонот и и децата да бидат сведоци на физичко насилство и така влегуваат во еден круг на така наречен магичен круг на насилство кој што Ден Олвејс, еден од авторите кој што за прв пат го споминува овој магичен круг на насилство, вели дека детето кое што го е жртва на насилство, потоа многу често станува насилник. Така е случајот и со сајбер насилството. Практично оние деца кои што не секогаш им се задоволени потребите дома и тоа најмногу почнувајќи од потребата за важност која што треба родителот да му ја даде, бидејќи родителот оној кој во кругот на семејството треба да го уважи детето, да ги валоризира неговите успеси или пак да го сослуша кога му е потребно, практично да го сподели своето време со него. Детето кое што нема да биде ставено во таква ситуација, многу често си бара некаков друг издувен вентил. И најчесто тој друг издувен вентил е практично омалување на некој друг. Имено познато е дека во психологијата кога туѓата самодоверба се намалува, својата расте, односно ако станува збор за насилството, велиме кога она дете кое што врши насилство врз друго, некако ја зголемува својата моќ, практично балансот на моќ е една од карактеристиките на насилството. И во тој момент, сакајќи да омаловажи некое друго дете, кај него расте самодовербата и моќта, меѓутоа тоа е многу кратко. На долги стази, веројатно повторно станува збор за дете кое што има потреба и од работа со него, и од потреба од љубов и поддршка од родителите. Така што родителите се оние кои што треба да ги забележат први овие промени кај децата, а од друга страна оние деца кои што се жртви на сајбербулинг многу често се повлекуваат во себе, почнуваат да избегнуваат социјални контакти. И сега тука веројатно исто така е добро да се знае дека кога кај останатите видови на насилство најчесто после извршување на насилството детето жртва чувствува страф и депресија. Меѓутоа кај сајбер насилството детето жртва на сајбер насилство чувствува тага, чувствува отуѓеност, се чувствува осамено. И многу често овие деца се оние кои што после извесен период, ако имале добар училишен успех, сега се повлекуваат во себе, ако учествувале во многу активности кои што се поврзани со училиште или спортски, сега почнуваат да се повлекуваат во себе, бидејќи кај нив се намалува самодовербата и на чувство на припадност во група, меѓутоа и на успешност. Ова се убави моменти кои што родителите би требало да ги препознаат, затоа што имаме физички, ментални, емоционални знаци кои што треба да се евидентираат со цел да се спречи она што подоцна може да биде пострашна последица. Сега знаеме дека благодарение на дигиталните алатки имаме многу рол модели кои што имаат влијание. Колку тие рол модели треба да се искористат одговорно како добри примери, односно да се научи или да се потенцира дека насилството во било кој облик е насилство и дека како такво не треба да се практикува. Колку тие пораки се значајни? Точно, значи учењето, како што споменав, по рол модел е едно од најважните начини на кои што децата учат. Децата учат преку пример, учат од она што го гледаат. И сега што е важно и што треба родителите тука да знаат? Важно е да сепак, затоа што особено во време кога наставата се одвива онлайн, родителот не е тој кој што има контролата на тоа што детето прави на електронските медиуми. Меѓутоа, сепак е добро да некако може да ја воспостави таа контрола. Дали со тоа што компјутерот ќе биде ставен во дневната соба, дали со тоа што ќе му бидат ограничени содржините кои што ги гледа. Ние можеме да имаме многу позитивни модели и имаме и многу убави прирачници, начини на кои што детето може и само да се едуцира, меѓутоа не само, туку и со родителите. Знаете како на родителот му е многу полесно кога ќе се дојде од работа, додека се скрола со телефонот да му каже седни учи или работи нешто. И јас би рекла обратно дека сега и особено и во време на празници и во време на пандемија е убаво да родителите навистина посветат малку повеќе време и да сите тие активности кои што детето може да ги прави на интернет, може да ги прават заедно. Тоа може да бидат и активности, игри кои што се наоѓаат на не само на социјалните медиуми,
туку и на разни едукативни портали, може да бидат активности кои што ќе ги прават заедно дома, меѓутоа не детето да биде оставено само на себе, затоа што се случува да родителот работи 8 часа од дома, детето да учи 5 часа од дома, едноставно некако почнуваат да стануваат цимери, а не родител и дете. Се губи оној традиционален однос кој што е многу важен. Затоа што во целиот овој процес родителската улога е многу важна и да тој принцип на позитивно родителство и родителските пораки кои што родителите им ги праќаат на децата се многу важни за детето да чувствува доза на сигурност дека навистина може да се обрати кај своите родители. Ние имаме деца кои што имаат многу разнишена самодоверба и кога ќе добијат некоја порака, не знаат да ја толкуваат како насилство или пак се плашат да пријават дури кај своите родители. Затоа што знаете како многу често не имаме родители или пак наставник кој што ќе рече сам си го бараше, твоја е кривицата заради тоа што доби ваква порака. Што е тоа што треба да го направи родителот? Родителот е оној кој што, прво треба да знае кои се социјалните контакти со кои што детето контактира. Дополнително е важно да му укаже на тоа дека пораките не смее да ги брише затоа што утре во било каква ситуација може да послужат како било каков доказ и дека што и да добие како порака од некој кој што е непознат, веројатно дека треба да ја сподели со него. Значи таа доза на доверба и искреност помеѓу детето и родител ќе биде доволна да родителот секогаш послужи како еден столб во семејството на кој што детето може да му се обрати кога ќе се почувствува загрозено. Кои се процедурите, колку временски треба да помине за детето или личноста која што е жртва на сајбер насилство да се врати во нормала, односно да го поврати онај степен на самодоверба кој што го имал пред насилството? И како, например, да постапат и родителите, и училиштето или институции кои што можат да помогнат во овој процес? Така, ако велиме дека постои одреден временски период за кој што може да кажеме дека неколку пати нешто треба да се случи за да тврдиме дека детето е жртва на насилство, тука имаме она обратна страна од паричката, па некое дете и од едно повишување на тон, од една стигматизација или едно несоодветно однесување може да трпи многу поголеми последици за разлика од друго дете кај кое што тоа може да се случи 2 до 3 пати, па потоа да се јават последиците. Сето тоа зависи од тоа колку е детето резилиентно, меѓутоа и зависи од тоа колку јаки снаги има во семејството, колку поддршка има во семејството. Токму поради тоа сепак јас сум среќна што ние имаме добри педагошко-психолошки служби, децата знаат дека можат да се обратат кај психолозите во училиште и добро е да секогаш бидат подготвени да ги споделуваат работите. Именно самата изложеност на насилство е поврзана со стресот. Оние деца кои што знаат соодветно да го менаџираат стресот, ќе знаат и соодветно да реагираат во такви ситуации. Меѓутоа повторно тука е многу важна улогата и на наставниците и на родителите, бидејќи тие се тие кои што ги учат децата да споделуваат емоции, тие се тие кои што ги учат да знаат како да ги менаџираат сите проблеми, односно како да управуваат со проблемите, со конфликтите и со стресните настани. Именно затоа и постојат одредени техники кои што треба да ги применуваат и наставниците и родителите за да можат да влијаат на подобрување на самодовербата на децата. Со сето како можеме да ја подобриме самодовербата? Многу е важно важно е во тој процес на воспитување да знае родителот да постави една јасна граница, да постави правила кои што ќе се однесуваат на дисциплина, меѓутоа од друга страна важно е да постави да има разбирање помеѓу родителот и детето. Затоа и ние имаме неколку родителски стилови кај кои што едни родители се премногу попустливи, имаме и кои што дозволуваат се, па тука ќе видиме деца кои што се трескаат во продавница, ако не им е задоволено сега и веднаш, односно не знаат да реагираат на фрустрација, меѓутоа имаме родители кои што ги учат сосема поинаку детето на одредени активности. Па оние деца кои што знаат, се толерантни на фрустрација и оние деца кои што еве стекот на тој процес на воспитување научиле дека не може да им биде задоволено се сега и веднаш, веројатно и во тој процес на однесување ќе многу поинаку ќе реагираат кога ќе имаат многу поголема самодоверба и многу подобро ќе знаат да се носат со цел тој процес, меѓутоа и ќе знаат да ги споделат сите тие работи затоа што им било дома дозволено да споделуваат емоции. Само за крај, дали
почесто пристапуваат родители за да кажат дека имаат дете жртва на сајбер насилство или пак децата се тие кои што реагираат први? Тоа е многу интересно и многу пати сум размислувала на оваа тема и за жал сметам дека децата се оние кои што во поголема мера признаваат дека се жртви на сајбер насилство. Никако родителите дали се уште се срамат, дали не се свесни за тоа, како да сакаат да поминат преку тоа дека тоа е нешто нормално. Меѓутоа, воопшто не е нормално да ние и воопшто не е соодветно да едно дете секојдневно трпи смејување во група или исклучување во група или пак да едноставно бидат споделувани во рамки на Viber групите, Facebook групите, негови фотографии да се подсмеваат децата. Тоа во секој случај носи многу негативни последици, многу штетни последици и особено, значи тие деца кои што нема да можат соодветно да го исканализираат тоа насилство, многу често се случува во подоцнежните години да пројават насилно однесување, затоа што нема да знаат соодветно како да го исканализираат тоа и едноставно ќе речат па ајде ќе се придружат кон онаа друга толпа, па ќе бидат оние кои што ќе го вршат насилството. Електронското насилство е вид на насилство кој се повеќе ги засега учениците и наставниците, а постои недоволна информираност и умешност за справување со него. Оно што е лошо во сајбер насилството, оно што се случува во виртуелниот простор е дека многу често агресорот, да го наречем, или оној кој што навредува, кој што повредува, е анонимен или може да лажно да се представи, значи немаме представа кој тоа го прави секогаш, ниту пак може од друга страна тој што сака да повреди да ги види реакциите, чувствата, изразот на лицето на тој што го навредува, што скратува можноста да се развие емпатичност, разбирање, да види што прават неговите реакции кон врсникот. Развојот на современите технологии, особено во комуникацијата, доведува до појава на насилство со користење на информатичките технологии и социјалните медиуми. Сајбер насилството подразбира праќање на навредувачки SMS и MMS пораки, фото и видеоклипови, праќање на имејл, чет блогови, посетување на веб страници со несоодветни содржини, насилство преку користење на социјалните мрежи, како што се Facebook, Instagram, Viber, Skype и други апликации. Сајбер малтретирањето може да предизвика депресија, па дури и самоубиствени мисли кај децата. Најсоодветен пример за насилство врз деца преку интернет или со паметен телефон е кога некој ќе земе лична, компромитирачка слика од дете и преку мобилен телефон ја испраќа до сите. Заканувачките или понижувачките текстуални пораки од електронска пошта или мобилен телефон анонимно се испраќаат и се дистрибуираат до сите. Ова е форма на индиректен напад. Директен напад е кога се испраќаат вознемирувачки пораки на мобилен телефон, по имејл и четови. Потоа вознемирувачки фотографии по пат на MMS пораки на мобилен телефон или на социјалните мрежи, порнографски содржини или вируси по пат на електронска пошта или социјалните мрежи. За жал, не се само децата предмет на сајбер силеџиство. И возрастните можат да бидат предмет на електронско насилство. Онлайн наставата за жал го исфрли ова како еден податок за кој мора не само да се зборува, туку и да се најде соодветно решение. Ние гледаме, а не гледаме дека децата всушност ги изгубија училниците. Го изгубија просторот и децата и младите, и оние на најмала возраст, просторот во кој всушност се социјализираат, бидејќи ова се генерации кои живеат пред екран, таму имаат можноста да се социјализираат, да имаат меѓуврсничка поддршка. На глобално ниво, 1 од 5 наставници е жртва на кибербазитинг, форма на електронско насилство. Во оваа форма, учениците им се подсмеваат на нивните наставници. Потоа, тие ја доловуваат реакцијата на наставникот на видеото и ја објавуваат за другите да гледаат. Освен тоа што се понижувани, некои наставници ги губат своите работни места поради видеа, бидејќи не можат да ја задржат смиреноста. Позитивната употреба на технологијата која создава безбедни и ефективни практики е клучна во превенција од злоупотреба на технологијата. Училиштата треба да се осигураат дека наставните стратегии и цели ги поддржуваат иновативната и привлечна употреба на технологијата. И уште нешто јас би додала тука.
Има родители кои се претерано загрижени околу онлайн наставата, па влегуваат во улога на онлайн наставници, на соученици кои шепкаат, бројат грешки, помагаат во наводници, што е погубно за детската самодоверба. Замислете под таков стрес како може детето да биде мотивирано за работа. А и исто така, оние кои имаат самодоверба, немаат потреба од споредба, тие се споредуваат со самите себе си, со својот успех вчера и денес, и си дозволуваат да грешат. Грешките се дел од животот. Често пати, секој од нас се среќава како неговите фотографии или лични податоци споделени преку социјалните мрежи стануваат дел од некакви медиумски објави. Ова е на некој начин известно насилство. Денес за него ви зборуваме во блокот со лажни вести. Останете со нас. Често се случува медиумите да пренесат нечи коментар или фотографија од социјалните профили на Facebook. Во таквите ситуации смета дека објавениот податок е јавен, па може да го искористат. Податоците кои се објавуваат на социјалните мрежи, иако се јавни на профилот, не се достапни за широката јавност. Тие се лични податоци кои подлежат заштитни филтри, согласно Законот за заштита на лични податоци. Некои онлайн медиуми можат да одат уште подалеку во погрешната насока. Споделените туги податоци ги користат за омаловажување или вознемирување. Пренесувањето гласини кои можат да наштетат, па дури и самото објавување на фотографии со недоличен јазик во јавната комуникација, може да бидат електронско насилство, кое може да предизвика емоционални или ментални ефекти кај личноста која е предмет на таквото јавно омаловажување. Размислете пред да објавите или споделите онлайн. Секогаш имајте во вид дека објавениот податок онлайн може да биде искористен за да предизвика ваша штета. Интернетот нуди многу можности. Во нив, за жал, се испреплетуваат и можностите за манипулирање, ширење невистини, но и омраза. Еве неколку практични совети. Секој може да одлучи кој ќе може да го следи неговиот приватен профил, кој може да испраќа пораки директно или да коментира на вашите објави. Тоа се средува преку нагодувањата за приватност. Навредливите коментари, пораки и фотографии може да се пријават и може да побарате да бидат отстранети. Објавите на твојот профил може да ги избришеш или да ги сокриеш од одредени луѓе. Никогаш не споделувајте лични податоци со непознати лица. Избегнувајте да се најавите преку интернет на компјутер кој се користи јавно. Не го оставајте вашиот компјутер без редовна ажурирана антивирусна заштита и активен firewall. Избегнувајте да користите пиратска верзија на оперативен систем. Постојат две форми на жртви. Првата форма или група се децата, втората се возрастните. Јас решив да се задржам на децата како ранлива група на која што мораме апсолутно да се посветиме и да ги заштитиме од тоа што ги очекува и од кој што се дел во моментов во дигиталната ера. Факт е дека нашите деца се дигитално писмени уште од раѓање. Меѓутоа тоа не значи дека треба да ги оставиме сами да го поминат тој процес. Како родител на две малолетни деца, кои што во моментов се уште не се дел од социјалните медиуми, меѓутоа, како што кажав и принолку, се дигитално писмени, секојдневно стравувам од идејата дека ќе бидат жртви на интернет насилство. Зошто? Затоа што самата помисла на тоа што се случува таму ме ужаснува. Се обидувам да најдам начин како пластично да им го долувам, да ми ја долувам суровоста на луѓето кои што решиле да ја злоупотребат оваа страна на интернетот, да ги научам дека постои насилство дури и ако не е во физичка форма. Потребно е да ги имаат информациите. Доколку ние немаме информација, не можат ни тие да имаат. Информацијата е таа која што ни кажува, знаењето е тоа кој што ни дава можност да препознаеме проблем. Најтазе пример кој што е последен и кој што до овој момент се уште нема никакво решение е примерот со јавна соба. Што можеме ние да направиме за нив додека се мали? Можеме да им кажеме дека постои свет надвор од социјалните медиуми. Постои свет надвор од YouTube, од Facebook, од Instagram, од Viber, од сите она кои што го користиме како алатка во текот на нашето секојдневие. Постои свет кој што вклучува физичка активност, дружење со деца, представи, се она кој што ќе направи да бидат подалеку од дигиталните и виртуелните светови. Да им кажеме дека книгите не се само дел од нечија декорација на профилот на Инстаграм, туку тие
се нешто кое што треба да бидат дел од нивното секојдневие. Книгите треба да бидат дел од нивната духовна надградба. Да ги научиме како да комуницираат со луѓе во вистинскиот свет, не во виртуелниот. На тој начин ќе можеме да допреме до нив и да им кажеме дека постојат работи кои што се прифатливи, кои што не се прифатливи. Постојат работи кои што треба да се кажат, да ги научиме што е правилно, што е погрешно, што не треба да се премолчува. Да им ја покажеме и таа страна попатно за кое што треба да зборуваат во иднина. Ако сега не ги научиме да разговараат, кога ќе дојде време да бидат дел од некој социјален свет, во тој случај сме го промашиле патот. Насилството во Америка, интернет насилството, минатата година кај студентите достигнало процент од 73. Пред 10 години овој процент бил половина. Дел од овие луѓе кои што биле жртви на интернет насилство, покрај тоа што биле жртви, биле и сведоци на интернет насилство. Дел од нив пријавиле, дел од нив не пријавиле, меѓутоа фактот постои. Би се навратила малку наназад сега, во времето кога ние бевме деца. Насилството постоеше и тогаш. Со таа разлика што тогаш возрастните можеа да бидат сведоци и да реагираат. Дел од родителите го дефинираат тоа како така децата растат. Не, децата не растат така, децата растат како ќе ги воспитаме. Другата половина од родителите реагира и се обидуваа да ни покажат како треба да функционираме во животот. Насилството во било која форма не е решение. Ова не е некој ново откритие, нормално, меѓутоа важно е да се зборува за проблемите, важно е да се нагласат проблемите. Доколку вие сте жртва, пријавете. Доколку сте сведок дека некој е жртва, разговарајте со него, пријавете, кажете некому. Тоа се оние начини, тоа се оние алатки кои што ние можеме да ги искористиме за да се заштитиме од сето насилство што не очекува. Процентот ќе расте, со текот на годините ќе расте уште повеќе, како се повеќе ќе ги употребуваме. Наше е да одредиме како ќе се заштитиме, колку и во која форма. Побарајте помош, не сте сами, ништо не е невозможно, да, ќе биде тешко, ќе биде долго, ќе биде процес, меѓутоа не е невозможно. Колку повеќе реагираме, толку повеќе помагаме. Појавата на глобалната социјална мрежа интернет и дигиталната револуција поттикнаа создавање нови навики. Интернетот дефинитивно е најголемата иновација. Мрежата станува вистински центар на пресретнување на најразлични информации. Дел од нив се вистински, дел од нив се лажни. Првата порака од компјутер до компјутер е испратена на 29 октомври 1969 година преку ARPANET, кој се смета за предвесник на глобалната мрежа интернет. Оваа мрежа е основана од огранокот за научни истражувања на Министерството за одбрана на САД. Првично било замислено да се користи на проекти при универзитети, како и во истражувања на научните лаборатории. Првата порака е испратена од страна на студентот Клайн од Универзитетот УКЛА по 22 часот и 30 минути. Текстот кој требало да се испрати преку оваа порака бил логин, но за жал системот паднал, па биле испратени само првите две букви. Интерактивните медиуми овозможуваат постојан тек на информации, при што и корисниците можат да ја менуваат формата и содржината на нив, кои ги добиваат во реално време. Интернетот представува интерактивен медиум. Интернетот стана автопат на информации. За жал, покрај добрата страна, тој носи и ризик. Секој да прави што сака. Приватноста на интернет, како што расте популарноста на оваа глобална мрежа, полека започнува да представува една од најголемите грижи. Кражба на идентитетот е користење и злоупотреба на идентитетот на друга личност без нејзино знаење и одобрување. Измамникот мора да добие пристап до вашите лични податоци или да ги украде вашите документи за лична идентификација, независно дали истите се во хартиена форма или се работи за дигитални белези. Социјален инженеринг представува софистицирано манипулирање со дадена личност од страна на измамникот, се со цел истиот од жртвата неавторизирано да извлече чувствителни информации или да ја увери жртвата да изведе низа од неавторизираните активности. И денес и вие и ние учиме заедно кои се придобивките, кои се можностите, што би требало да искористиме, а што не во поглед на користењето на дигиталните алатки. Ви благодарам за вашето внимание. Заеднички ќе споделуваме нови приказни, откривајќи ги нивните знаења кои што може да ни користат на сите нас и во следното издание. До гледање!